Ви посакувам добре дојде на сите вас во јавната здравствена установа Клиника за гинекологија и акушерство при Клиничкиот центар за заедно да го одбележиме 17 ноември, светскиот ден на предвреме родените бебиња. Клиниката за гинекологија и акушерство, како најповикана институција и прв дом на сите предвремено родени дечиња, ја продолжува традицијата. Заедно со сите болници во светот му оддаваме почит на овој ден посветен на нашите недоносени бебиња, нашите најголеми борци, на кои секојдневно им ја посветуваме нашата стручна и професионална грижа, како и нашето најголемо внимание и љубов. Оваа година светскиот ден на предвреме родените бебиња се одбележува под мотото "Роден прерано", обезбедување на соодветна грижа во соодветно време и на соодветно место. Денеска јас можам да кажам дека гинеколошко-акушерската клиника ги исполнува сите фактори од годинашново мото. Предвреме родените бебиња ја добиваат најсоодветната стручна медицинска грижа и секогаш во соодветно време и на соодветно место. Во гинеколошко-акушерската клиника и во оделението за интензивната нега, во која од 2017 година наваму се создадени услови кои денеска ни овозможуваат да кажеме дека навистина го исполнуваме повикот од годинашното мото. За разлика од претходниот период, кога наследивме состојба која беше далеку од потребите, далеку од стандардите кои беа неопходни за создавање услови за одржување во живот, за лекување и негување на предвремено родените бебиња, денеска сликата можевте и сами да видите е сосема поинаку. Многу бргу, откако алармиравме во Министерството за здравство и во владата, а посебно кај премиерот Заев, владата обезбеди набавка на 25 инкубатори. По оваа набавка значително се релаксира работата за персоналот. Уште поважно, се обезбедија доволно современи инкубатори и повеќе немаше сместување по 2 бебиња во исти инкубатор, со што се спречија дополнителниот ризик од инфекции и другите компликации за здравствената состојба на предвреме родените бебиња. Отпочнат е процес за набавка на 3 високофреквентни респиратори, секој во вредност од по 30.000 евра, обезбедени се веќе 2 прочистувачи на воздух во вредност исто така од 30.000 евра, а 2 нови се во најава. Обезбедени се и средства за апарат за неинвазивна респирација. Во комуникација сме со Министерството за здравство за обезбедување на нов дигитален рентген апарат за бебињата, набавени се нови инфузиони пумпи и перфузори, направена е одлична реорганизација на просторот за постинтензивна нега, обезбеден е нов простор за изолација и она што денес исто така сакам да ви информирам дека поради потребите од скрининг за слух кај овие недоносени дечиња, апаратот за скрининг на слух на своја иницијатива го обезбеди лично госпоѓата Драгана Чифлиганец, на која што и се заблагодаруваме и е мајка на 2 близначиња. Исклучително важна и од помош беше и набавката на нови монитори со аспиратори за оделението на интензивната нега. Владата и Министерството одобрија вработување на 30 медицински сестри и акушерки, 6 педиатри на државна специјализација, 2 педиатри специјалисти, 4 анестезиолози на државна специјализација и 1 хистопатолог на државна специјализација. Се создаде тим кој за 2 години постигна резултати со кои целосно се промени и сликата и статистиката во нашата клиника. Секоја година, во однос на претходната, се намалуваше смртноста на предвреме родените деца. Ако во 2016 година стапката на смртност беше 25%, во 2017 година процентот се намали за 4, таа изнесуваше 21%. Во 2018 година ја намаливме смртноста на предвремено родените бебиња на 16%, а сега оваа година имаме 12% од вкупно родените бебиња. Овие бројки и овој тренд не радуваат сите нас во гинеколошко-акушерската клиника
и не охрабрува и мотивира да бидеме посветени уште повеќе и да го направиме тоа што е наша најголема цел, да ги елиминираме сите ризици и причини за смртност на предвреме родените бебиња. За да го постигнеме сето тоа, секако уверена сум дека ќе продолжи поддршката што досега ја добивавме од владата и од Министерството. Секако наша грижа ќе биде и понатаму да се грижиме за работната средина и за сите вработени кои толку силно се посветени на остварувањето на оваа наша цел. Овој ден, светскиот ден на предвреме родените бебиња, ја има и таа функција да ја подигне јавната свест во општеството поради фактот дека годишно во нашата држава се раѓаат околу 600 предвремено родени бебиња, на кои покрај борбата за живот, правилната нега и грижа треба да им биде овозможено и максимално можен квалитет на живот во иднина. Можем да кажам дека и на овој план имаме големи промени и ветувачки трендови. Голем број на граѓански организации, странски организации и поединци покажаа голема општествена одговорност. Во оваа прилика сакам да им се заблагодарам на сите. Упатувам благодарност и до граѓанската организација Лука, со која соработуваме на неколку важни проекти. Уверено сум дека примерот од овие хумани граѓани ќе биде поттик и инспирација и за другите да се вклучат во поддршката на нашата клиника. И за крај, пред да ви се заблагодарам на сите за целосната поддршка и несебичната поддршка во секое време од денот и ноќта, за сите непремостливи проблеми му се заблагодарувам на премиерот кој што секогаш имаше време да не се ослуша и да ни помогне. Ви благодарам. На одделението за интензивна нега и терапија при клиниката за гинекологија на годишно ниво се третираат 600, понекогаш и повеќе, значи високоризични прематурни новороденчиња, и тоа е еден поголем процент од оние 20% на прематурни новороденчиња кои што се третираат на самата клиника на годишно ниво. Како што кажа и директорката, постигнавме многу, за само 3 години е преполовена стапката, значи на смртност на новороденчињата кои се третираат на одделението за интензивна нега и терапија од 25% на 12%, а исто така и кога ќе се изрази во промили, значи стапката на преживување на новороденчиња кои што се родени и кои што починале на клиниката, исто така е повеќе од преполовена. Ако беше пред 3 години 35, значи починуваа на 1000 живородени, сега е падната на 16 новороденчиња на 1000 живородени. Затоа што овие новороденчиња го имаат најголемиот удел во смртноста, значи на доенчињата до 12 години, па и до 5 годишна возраст, и овдека имаме успех, значи кај новороденчињата, бидејќи е намалена смртноста, исто е намалена и преполовена и доенечката смртност, а исто така и на дечињата кои што се во предшколска возраст. Како што кажа и директорката, во тек е набавката на 3 апарати за механичка вентилација, високофреквентни, но овдека не застануваме, веќе се спроведува едукацијата за високофреквентна вентилација, заедно со надворешниот консултант од Србија, со доктор субспецијалист Снежана Ресовац. Исто така во текот на минатата и оваа година беше спроведена ефективна перинатална обука, каде што за прв пат и гинеколозите и неонатолозите заедно, значи, ги научија да ги спроведуваат најновите протоколи во грижата на новороденчињата, а кои што потекнаа преку Светска здравствена организација, преку нивни експерти кои што престојува на нашата клиника и беа задолжени за едукација. Од тука ние произлеговме како тренери за ниво на цела Република Македонија. Значи не застануваме овдека, воведуваме нови методологии, нови техники, се со цел да се намали стапката на смртност на овие предвремено родени новороденчиња. И сакам да истакнам дека во оваа смртност која што ја имаме досега, некаде 80% отпаѓа на екстремниот прематуритет, тоа се новороденчиња под 28-та гестацијска недела и под 1000 грама.
во кои најголемиот до 90% е на она екстремно незрело или микропреми бебенце.